Со новиот закон за игри на среќа, нашите градови повеќе нема да изгледаат како големи центри на казина. Ова е ветувањето на премиерот Христијан Мицкоски по усвојувањето на предлог законот на последната владина седница. Според првиот човек на извршната власт, законот не ја таргетира само индустријата за коцкање, туку и бизнисите за брзи кредити кои се развиле покрај неа. Да, ние го ветуваме тој закон и работевме на овој закон многу внимателно, имајќи ги во предвид сите параметри кои што се поврзани со оваа индустрија. Има одредени стандарди и политики кои што оваа влада ги води. Градовите почнаа да ни наликуваат со ние реклами, со ние светлечки билборди како градови каде што коцкарниците се главна индустрија. Тоа не личеше на ништо и не личи на ништо. И со овој закон ќе се стави крај на таа перцепција кај граѓаните. Некако до тие казина, како по правило се отвараат канцеларии каде што се даваат и брзи кредити, следно на што ќе работиме ќе биде и тоа. Но од движењето антикоцкање се песимисти дека овој закон ќе помине, посочувајќи дека многу пати бил ветуван, а никогаш не бил усвоен. Според нив законот е добар, иако тоа не е законот што тие го барале, казината да бидат најмалку 3 километри надвор од секое населено место. Не çdo liq pozitiv që është, ne ta përshëndesim, po kemi një rezervë se do ta shohim çfarë ky liq do të ofroj. Edhe pse është tek ajo 500 metra vija aerore që ka qenë, tash ka ngel vetë 500 metra, nga shkollat përmenden veç shkollat, nuk përmenden edhe objektet fetare. Jemi skeptik për atë, edhe pse është përfol shumë, por nuk jemi të sigurt se ky ligj do të kalon. Pasi nga përvoja 10 vjeçare që lëvizjen e shumë herë është ofruar, por asnjëherë nuk është realizuar që kanë thënë. Новиот предлог закон за игри на среќа предвидува построги мерки против нелегалното коцкање и агресивното рекламирање, забранувајќи реклами што представуваат коцкањето како пат до финансиски успех или решение за лични проблеми. Законот забранува и промоција преку јавни личности и содржини наменети за малолетници, додека казината, обложувалниците и објектите за игри на среќа ќе мора да бидат најмалку 500 метри оддалечени од основните и средните училишта, каде исто така ќе биде забрането поставување електронски терминали за игри на среќа.